Овој подкаст е во функција на разоткривање на дезинформација со која се соочивме. Всушност, станува збор за изјава која вчера ја изјави заменик на председателот на владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси Љупчо Николовски во врска со борбата против корупцијата и разрешувањето на директори и заменици директори. Тој во изјавата потенцираше дека како влада разрешиле директори, меѓу кои директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Лидија Димова. Токму тука ја лоциравме дезинформацијата, бидејќи фактите покажуваат нешто сосема друго, односно дека владата според закон не може да разрешува директор на оваа функција, бидејќи во законот за основање на Национална агенција според членот 15, управниот одбор е тој кој го избира и разрешува директорот. Вистината е дека владата му препорача на управниот одбор на Националната агенција поради неетичко постапување во извршувањето на функцијата на директорката нејзино разрешување. Но разрешувањето го спроведе управниот одбор на седница одржана на 30 октомври 2020 година. Но има ситуации каде владата е надлежна за именување и разрешување на директори на институции, а истата се прогласува за ненадлежна. Таков е случајот со разрешувањето на директорот за Агенцијата за филм Горијан Тозија, каде во овој случај Комисијата за спречување на корупција поднесе барање до владата, од каде како одговор е добиено дека одговорноста, онака како што ја побарале, е предмет на позитивно законодавство во земјава и дека е тоа во надлежност на други органи. Фактот е дека во Законот за филмска дејност, член 15, став 2, директорот на агенцијата го именува и го разрешува владата на Република Северна Македонија.